Ако немаше темница, ичне ке се милуеше виделината. Там немаше темница, ичне ке ни беше мила виделината. Секако дека се радувам дека учествува во изработката на Буквождер и посебно ми е драго дека Буквождер е инспириран токму од ликот кој го толкува во Бушавата азбука, во серијата. Мислам дека е одличен пристапот, одлично изработено и ова анимирана серија е еден многу убав начин да се доближи до најмладите гледачи преку овие нови дигитални уреди достапни и дигиталните платформи кои им се доста блиски на најмладите гледачи. Тоа е една фина вест. Лошата вест е што и дури после 40 години не се изнајде начин, немаше интерес да се сними, да се изработи било што, нешто што би било како продолжеток на Бушавата азбука или макар било каков продукт кој ќе се доближи до стандардите кои ги воспостави Бушавата азбука. Колку што сум информиран, има готов проект напишан и од Горан Стефановски и од Маријан Алчевски, кој колку што знам е некаде заглавен по некои завршени преговори. Се надевам дека ќе се одглави и дека конечно Бушавата азбука ќе добие едно логично продолжение во Бушавиот буквар. Би било многу убаво ако би можел некако да го продолжам овој континуитет од Бушавата азбука преку Буквождерот и во Бушавиот буквар. Ќе видиме, не се знае, чудни се патиштата Божи, не ја знам ни содржината, не ја знам ни концептот. Се надевам дека тоа ќе се изработи, дека ќе се сними, се надевам дека можеби ќе учествувам. Така да на еден начин да го завршам моето патување започнато со Бушавата азбука во Бушавиот буквар. И се надевам дека тоа ќе биде во некое догледно време, да не биде за некои наредни 30-40 години, затоа што се плашам дека тогаш нема да бидам достапен, ќе бидам одсутен од оправдани причини.